започната. Одиме по ред да вртиме крупчиња. На Нури му давам збор. Добро утро и од мене. Денеска од реферирани предмети имам само еден и судир 09 48 70. Односител на пријавата е колективот на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Битола. Наводи од пријавата: Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Битола има ВД директор наименуван по 4-ти пат од страна на Министерот за култура, што е спротивно на закон. Воедно, лицето кое е именувано за ВД директор има судебни интереси заради тоа што нејзиниот сопруг истовремено е претседател на синдикалната организација на институцијата. Овде би можело да потенцираме, се вели во пријавата, дека е направен превид, дека воопшто не требаше да дојде до нејзино наименување, затоа што нејзиниот сопруг веќе беше претседател на синдикална организација на Завод и музеј Битола, кога Министерството за култура ја наименува за ВД директор лицето што е веќе поставен за ВД директор. Работиме и екзистираме во положба кадија те тужи, кадија те суди. Ние не можеме да побараме заштита или интервенција од претседателот на синдикалната организација на институцијата заради нивниот брачен статус. Во позиција сме да трпиме една некултивирана силеџиска личност која континуирано ги малтретира вработените веќе 2 години заради наведените околности. Значи, овде завршувам со цитирање на наводите од пријавата. Заради целосно утврдување на фактичката состојба, а во согласно со надлежностите утврдени со член 76 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, побаравме писмено следниве информации. Постапка за именување на директорот на Заводот за заштита и спомениците на културата и музеј Битола и постапка за именување и избор на претседател на синдикална организација. Од доставената документација, заведена во архивата на ДКСК на 6.2.2020, се констатира дека посоченото лице што е назначена за директор е вработена во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Битола во редовен работен однос на неопределено време 2008 година. На ден 17.7.2019 со решение донесено од Министерот за култура е именувано вршител на должноста директор на ова установа. По обезбедување на финансиски средства од страна на Министерството за финансии, Министерството за култура 27.12.2019 година во 3 дневни вестници распишувала јавен оглас за избор на директор на заводот, споменатиот Завод за спомениците и културата и музеј Битола. Јавниот оглас е спроведен согласно член 29 став 1 и 2 и член 30 став 1 и 2 од Законот за културата. На ден 15.1.2020 е формирана комисија за селекција на кандидати за избор на директор на ова национална установа, која на 21.2.2020 до Министерството за култура доставила извештај од спроведената постапка по објавениот јавен оглас. Во извештајот стои дека во законски предвиден рок е пристигната една пријава и тоа од лицето кое веќе е именувана ВД директор, која според комисијата ги исполнила сите услови од огласот и била предложена да биде избрана за директор. На ден 24.1.2020 година Министерот за култура донел решение за престанок на вршење на должноста, вршител на должноста, директор на оваа институција и од горе изнесеното може да се заклучи дека постапката за избор е спроведена во согласност со законот
за култура, што не се најдени пропусти при спроведување на постапката. Нејзиниот сопруг веќе бил председател на синдикалната организација при ова национална установа пред нејзиниот избор за директор. И во согласно со член 78Г од Законот за култура, доколку има синдикална организација во јавната установа од областа на културата, во случај на покренување дисциплинска постапка против вработен во установата, председател на дисциплинската комисија е непосредниот раководител на давателот на јавни услуги во културата, а членови се даватели на јавни услуги во културата, од кој еден е представник на синдикатот. Значи, во овие дисциплински постапки, синдикатот учествува само преку еден представник, а другите членови и другите вработени што ја спроведуваат постапката се од колективот на националната установа. Во пријавата од колективот, односно неидентификуваната група на вработени, не се наведени конкретни наводи за спроведување на некоја дисциплинска постапка спротивно Законот за култура, општиот колективен договор и колективниот договор на ниво на гранка. Значи, се хипотетички не е наведен ни една постапка спроведена каде може да се утврди дека имало влијание при спроведување на постапка од страна на наводно нејзиниот сопруг, што е во синдикалната организација. Значи, по мене овде нема јасни наводи за конкретна злоупотреба на службената должност од директорот на штета на вработените, кои имаат на располагање и други законски можности за заштита на нивните права од работен однос. Појавата што е именуван 4 пати, ние не се впуштивме во тоа да ја потврдиме, бидејќи беше последната постапка е спроведена со закон, а појавата за ВД директори веќе сме го помнали неколку пати и ништо не било овде, бидејќи минато, ако појава, главно дека треба да се спречи да не продолжува понатаму. Затоа предлагам постапката по овој предмет да се запира, предметот да се затвори и архивира. А вработените во колективот има наводи дека некој ја злоупотреби функцијата, тогаш може да се јават повторно. Добро. Предлогот на Нури го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму. Кате? Фала, председателка. Ова е последен предмет од областа на корупција. Заведен е од број 12 36 79. Од што последен бре, Кате? Имам од Судир. Од поминатите. Да. Ова е поднесена од господинот Александар Тортевски, се однесува како насловен е како приговор на посебниот извештај за утврдени злоупотреби во финансирање на изборната кампања. Значи, она што ние по закон го имаме известување да го доставиме до Собрание на Република Северна Македонија по завршувањето на изборите. Господинот се нашол засегнат зашто можда неговата партија е наведена во нашиот извештај, меѓутоа сепак, значи, самиот наслов кажува дека тоа е извештај за вкупните состојби на активностите на политичките партии во однос на средствата на финансирање на изборните кампањи, нивните активности и така натаму. Со тоа што ние во меѓувреме му доставивме известување на господинот Тортевски дека по оваков приговор Државната комисија нема надлежност, нема ни механизми за постапување, сепак тоа е извештај, а како што наведува и он самиот, не се утврдени наводи за непочитување на изборните правила од неговата партија, така што сме доведени во една ситуација да постапуваме за нешто што стварно немаме ниту можности, ниту сме повикани да постапиме. Меѓутоа, бидејќи е доставена пријава, ние на некој начин мораме и да се раздолжиме со неа, односно да го затвориме предметот по оваа пријава, така што предлагам приговорот
да се отфрли, предметот да се затвори, а уште еднаш ќе потенцирам дека доставено е известување до господинот Тортевски за нашето постапување по досега. Добро. Предлогот на КАТ го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Совче. Благодарам, председателка. И јас ќе направам сега еден влез во предметите врзани со следење на имотната состојба. Само да се подсетиме дека редовното постапување по во следењето на имотната состојба во смисла на тоа покрај другото и дали навремено се доставуваат изјавите и анкетните листови, односно во рокот во кој што им е согласно закон, а тоа е 30 дена по стапување на функција и 30 дена по престанок на функцијата. Во редовното следење на на оваа состојба, односно постапувањето на избраните и именуваните, ние пред известно време направивме таква проверка и во таа проверка беше констатирано дека двајца пратеници не ја завршиле предметите ја што ги имам кај мене, тоа се пратеник, поранешниот пратеник само секунда, името Неџбедин Керменди и пратеникот Борис Мејковски, што не си исполниле обврската по престанокот на функцијата во рок од 30 дена да поднесат анкетен лист за престанок на функцијата. Постапувајќи согласно законот, ние сме го констатирале тоа и поведена е прекршочна постапка, а тоа значи првиот чекор поднесен им е платен налог за сторениот прекршок. Именуваните и двајцата во рок ги платија платните налози, така што констатираме дека постапката е по оваа состојба е завршена. Броевите на предметите се за господинот Неџбедин Керменди е 08 34 65 и вториот е за Борис Мејковски 08 34 51. Ситуација вака како што ме наведува да бидам од дома, во моментот не можев да проверам, но верувам дека уште еднаш ќе провериме оделението за имотна состојба да ни потврди дали по платениот платен налог тие ги ја извршиле својата обврска, односно доставиле анкетен лист за престанок на функцијата. Значи, овој дел, вака, ја завршуваме постапката по овие, предлагам да ја затвориме постапката по овие наводи, а уште еднаш да се провери во оделението за имотна состојба дали по оваа постапка тие ја извршиле својата должност. Така е. Оти може да си ја плати казната, пак да не го прикаже имотот, точно тој ризик постои така. Значи тоа ќе биде записничарот некако. Добро. Да провериме дали. Океј. Предлогот на Совче го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Наред е Владо. Предмет 09-1105. Овој предмет е отворен по собствена иницијатива на ДКСК врз основа на наводи во медиумите околу вработувања во јавни или во државни институции и конкретно се однесува за агенција каде што во медиумите имаше наводи дека е извршено незаконито вработување. Ние се обративме до агенцијата, побаравме информации околу целата постапка, навреме ги добивме и констатираме следната фактичка ситуација. Ова вработување е спроведено во мај месец 2017 година. Интересно е што е спроведено за само 7 дена. Бидејќи на 1 јуни владата, нели, нова тогаш беше стапи во функција. Значи, уште важеше оној период, согласно изборниот законник член 8а, дека
се забранети вработувања освен за итни и неодложни работи. Ова вработување е токму направено врз основа на тој член 8а дека се работи за итно и неодложно вработување. Инаку врз основа на документите што ни беа доставени, констатиравме дека всушност 7 дена на 23 мај таа година извршена измена на актот за, односно на правилникот за систематизација на работните места, со кое што, како и во многу случаи што констатиравме до сега, е извршена промена токму во делот на условите што се потребни за тоа работно место. Конкретно во овој случај е вметнато со измената дека образованието што го поседува, значи следниот кандидатот, токму да одговара на она што го има ова лице. Значи, избришана е, да речеме, економски науки, а се бара со машинство. Значи, токму се креира услови што одговараат на профилот на ова лице што треба да биде преземен. Сето тоа е направено, значи, на 23 мај. Понатаму следела целокупната постапка, онака како што е предвидено по законот, значи не може да се утврдат недоследности во самата процедура. Побарано е, нели, мислење и одобрување од Министерството за информатичко општество и администрација, добиено е дадена изјава од страна на директорот на агенцијата за итно и неодложно преземање на ова лице од канцеларијата тогаш на председателот на владата во оваа агенција. Бил подпишан актот, како што кажав, за правилникот за изменување на правилникот за систематизација на работните места. Меѓу другото, ние побаравме тогаш и да се направи вонреден инспекцијски надзор од Државниот управен инспекторат околу законитоста на целата постапка за вработување и добивме информација дека бил спроведен инспекцијски надзор. Единствено што било констатирано дека целокупната постапка е во рамките на законите, но дека овој субјект, односно агенцијата, не ја исполнила врската да донесе годишен план за вработување за 2017 и 2018 година во законски спроведена постапка за мобилност, бидејќи целото преземање е извршено врз основа на одредбите што се однесуваат на мобилноста во службата. И понатаму се наведува дека управниот инспектор ќе преземе натамошни мерки согласно својата надлежност пропишана со закон во поглед на почитувањето на одредбите од членот од глава 4а годишен план за вработување од законот за вработени во јавниот сектор. Бидејќи не беше баш начисто што понатаму презел управниот инспектор, ние повторно се обративме до него оваа година и побаравме да ни извести дали ги преземал сите мерки онака како што навел во записникот. Оттаму ни стегна одговор со кое што се вели дека оваа агенција нема извршено пополнување на работни места преку постапка за вработување согласно со одредбите од членот 30 став 1 од Законот за административни службеници, а врз основа на став 4 од истиот закон извршено е пополнување на работното место преку постапка за мобилност, односно преземање на административен службеник преку спогодба. Понатаму се вели дека во поглед на годишниот план за вработување, кој во законодавството за прв пат се применува во Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, и со оглед на фактот дека вонредниот инспекцијски надзор е извршен во текот на 2017, со главен акцент, значи примена на членот 8а од изборниот законит, а раководните лица во сите државни органи и институции од јавен карактер во кои што бил извршен надзорот биле, како што се вели, затечени и заплеткани во постапката на донесување на истиот, мајки предвид дека се работи за масовна појава, така очигледно било потребно и дополнително време за имплементација во праксата и масовното санкционирање би било во најмала разка, како што се констатира овде, неблагодарно. Поради тоа во проектот било заземен начелен став и извршените вонредни инспекцијски надзори да имаат превентивен и опоменувачки карактер,
Така да ниеден инспектор не преземал инспекцијски дејства од казнен карактер, иако годишниот план за вработување не бил никаде донесен воопшто или во постапка соодветна со законот. Значи, ова е она што не известува Државниот управен инспекторат. Меѓутоа, повторно станува она чувство дека целата оваа постапка на вработување, една од многуте што биле завршени во тој период, е наменски креирана дефинитивно, значи преку измена на правилникот за систематизација на работните места и креирање на точно на образована од аспект на образованието што го поседува кандидатот, токму за тоа работно место. Понатаму следела, како да кажам, трка со времето, сето тоа да се заврши во рок од 7 дена и сите овие документи се подпишани, замислете, во рок од 3 до 4 дена и целата постапка е завршена еден ден пред да владата стапи согласно изборниот законник. Значи во рамки на членот 8а за итни неодложни вработувања. Согласно сето ова не може да се утврди, значи, од наша страна прекршување на законите и процедурите, освен ова чувство што дека е спроведено на вистина наменски. Управниот инспекторат не известува дека нема да преземе прекршочни дејства, така да сметам со оваа констатација дека предметот, постапката по предмет да се опреме и предметот да се затвори. Само да дофрлам нешто. Значи, сака, многу брзо може да се завршуваат процесите. Значи, име нешто трае долго, не знам што, ви како можело брзо. Голема работа има завршена, па мора да ја средат. Да, уште еден коментар може. Значи, Владе, само уште еднаш да чуеме, бидејќи јавноста е присутна, парадоксот на образованието за местото за кое што е предвидено. А не одговара, самото работно место е државен советник за човечки ресурси и проекти, а вработувањето е ми се чини некој од областа на машинството. Машинскиот инженер ќе ги среди вработените. Добро, како и да е, малце иронија во сето ова. Јас сакам да додадам на заклучокот што ќе го имаме, дека уште еднаш во иницијативите што ги имаме во однос на целиот корпус на законодавството што е врзано со вработувањата, акцентот кој што е констатиран и во анализата што ја направивме, дека имаме наменски измени на систематизациите и описот на работните места, дека е тоа еден од сериозните ризик фактори и дека тоа повторно да го акцентираме и нагласуваме. Мора сериозно да се позабават надлежните, односно Министерството за информатичко општество и администрација, во интервенциите во законите, што се особено за администрацијата, да го направат описот, тука Нури најдобро ќе ми помогне во експликацијата, дека ние мора да се задржиме на сериозно на видот на образованието за соодветните работни места. Само да кажам една работа. Преземањето е добра можност, Тоа е во ред. препорачено да се пополнат работни места од луѓето кои некаде не се соодветни и не се продуктивни, бидејќи јавниот сектор беше натрупан, како што сами знаеме цело време се случуваше описот да не содействува со образованието, но има еден друг момент во овој случај. Значи, кога се зборува за соодветното образование која би била соодветно на описот на работните места, не е никаде прецизирана обврска кој тоа ќе го контролира. Во правилникот за подготовка на актите за внатрешна организација и систематизација, секој орган да бира, значи, 3 вида на образование кога се работи за високо од Фраскатиевата класификација. И кога се дава согласности, МИОА не се впушта никогаш
дали соодействува, значи им се остава на самите органи, бидејќи и не е возможно еден орган Се извинувам, колеги. Процедурално морам да се исклучам. Колегите дојда да потпишам нешто во име на статус на на заменик председател. Океј, само да не должам, значи тоа е во ред и има еден дефект каде веќе ни инспекторите, ни службите за давање согласност на актите за внатрешна систематизација и систематизација, за внатрешна организација и систематизација, кои тие не се во можност тоа да го прават. И сега се останува едно големо прашање. Кој може да врши надзор дали соодействува или не, бидејќи досега во законите тоа таксативно не е наведено. Но, во случајот што беше веќе 2017 година, ево јас си давам еден предлог. Бидејќи порано, да ви кажам искрено, беше чудно кога слушнав и кога бев вклучен во овој пакет и во управување на човечки ресурси, како може, пример, стоматолог да биде државен секретар на едно министерство. Ден денес ни се случува, ден денеска, и предлагам да побараме образование на сите државни секретари поставени по формирање на ова влада и да видиме колку има напредок во ова насока, а ја верувам дека нема ништо. Да, и тоа може да биде добра поента и анализа и истражување. Во секој случај, мислам дека оној што дава согласност на систематизацијата треба да се позанимава и со овој дел од прашањето, барем да даде целосна согласност. А ја би сакала да прашам дали одговорното лице се уште раководи со таа агенција? Или е променето? Променети се членовите на комисијата како орган на оваа агенција. Аха. Значи, и во тој случај не можеме да бараме никаква одговорност. Значи, ние сме го разговарале веќе. Значи, да. Нема тука прекршување во смисол на се е постапено. Освен што е сето тоа направено наменски. Очигледно е креирано работното место за овој кандидат. И тука која одговорност би можеле од кого да бараме, освен што велиме name and shame, во смисол дека ваквите постапувања на вистина се политички мотивирани со цел да се креираат работни места и да се стават луѓето внатре. Значи, сега во изборниот законник дефинирани се итните и неодложни работи, така што ете намален е ризикот по тој основ да се прават вакви гимнастики, би кажала, од еден во друг орган. И ова очигледно се прави брзо, да се направи пред да дојде промена на власта. Значи да се спакува нешто побрзо за да се нема поинакви реперкусии, имајќи во предвид дека особата работела во кабинет на премиер, како што те разбира. Извинете, во МИОА треба да имаме предвид од моите информации. Значи работи едно оделение со неколку луѓе, што едноставно само технички не се во можност да вршат, значи, контрола за да дава согласност. Не се екипирани доволно и тука мора да се отвори дебата во овој правец кој ќе ги провери овие појави. Не може да помине актот само технички 3 вида на образование, тоа значи треба да процени самиот работодавач, формално е се, суштински не е во ред. И да, проблемот е суштински, бидејќи без соодветно образование работите не одат како што треба. Има најава интересна. Сега ова година се случи, има најава интересна, пак да се повтори истото. Човекот се знае од напред кој ќе биде државен секретар, па го имаат ставено во правилникот за систематизација, не соодействува. На брзина се менува правилникот наменски и МИОА дава согласност на тоа. Веќе политиката уште ден денеска го прави ова за на крај да види да се констатира формално е законски. Кате бараше збор Пашемси. Ова ме потсети многу на една постапка што ја водев јас минатата година.
каде што навистина се утврди влијание на висок функционер во една општина, дека си ја вработил внуката во администрацијата. Со сите докази што ги обезбедивме, поднесовме иницијатива до јавно обвинителство, меѓутоа ни беше отфрлено како предлог по кој што јавното обвинителство не постапува по службена должност, како и да е. Го поддржувам Владо во насока на затворање на предметот и го оправдувам што не предлага мерки да превземеме за натамошно истражување или постапување пред други надлежни органи, токму поради моментот што го изнесов пред малце, дека ние постапивме, меѓутоа немаме ефект од нашето постапување, бидејќи, како што велат сите се е по устав и по закон. Значи, а судот не се најде за храбар да најде злоупотреба на функција при моделирање, при креирање на работни места за одредена личност, како што е праксата. Да, се сложам. Ние ги констатиравме овие состојби и многу често излегувавме и во јавност и излегувавме, еве извештаи се цели направени, значи ова е само една потврда дека навистина се случуваат тие работи и се случувале. Се очекуваме сега дека со сите наши анализи што ги правиме, и врз основа на предмети, меѓутоа и врз основа на дополнителни анализи, конечно, барем нешто ќе се смени, но ајде да видиме како ќе се одвиваат работите. Чим си бараше збор? Јас во врска со одговорноста што точно дека немаме можност директно да бараме одговорност од некој на кој начин го одредуваат критериумите за работно место кој образование треба да има, но ипак јас мислам дека одговорни се во Министерство за информатичко општество и администрација заради тоа што со закон е одредено, значи од 3 области од Фраскатиевата класификација на образование, на тие образованијата, така да тие без обзира на тие 3 области, тие заради креирање на одредено место за одредено лице земат и некоја четврта област или областа која не одговара за тоа. Значи, при самото креирање на законот се предвидени во кои области треба да се зема образованието, но од другата страна не можат да скокнат сосема диаметрално од потребите на образование. Така да што ипак треба до Министерството да се направи едно барање, една консултација на кој начин пред да се бара некои измени во некои други во материјалните закони и било каде. Значи да имаме една комуникација или една како да кажеме, еден состанок со нив да ги одредиме директно работиве каде е проблемот, зошто така диаметрално одат од една до друга насока од образованието. Добро, очигледно дебатата трае уште од минатата година кога почнавме да се занимаваме со овие предмети. Темата е широка, секогаш присутна, секогаш актуелна. Секогаш на истото се повторуваме, а фактички резултати немаме никакви, никој ништо. Она што беше до нас и од наша страна, направивме се што можевме и укажавме на сите слабости што се случуваат, укажавме на ранливите точки во законите кои треба да се поправат, на потек е владата и собранието тоа да го заврши. Предлогот на влада го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека истиот е усвоен. Шем си наред ти си. Благодарам. Значи, предмет 12, 22, 23, кој се однесува значи, од познат подносител, кој се жали на 2 постапки од Управниот суд, кој ги поднел во врска со непродолжување на лиценцата за овластен геодет, каде што тој наведува дека Управниот суд, значи во Управниот суд
според управниот суд, значи донесе управниот суд по двете пресуди кои ги донел, тие се разликуваат од, значи се жали дека се разликуваат од за други пресуди од ист случај, кој може со кој се сомнева дека судовите постапиле нестручно, пристрасно одлучувајќи во предмети донесени од, значи фактички непристрасно, фактички пристрасно се извинувам, пристрасно одлучили и дека по истите предмети од друг тужител не поднеле, не донеле исти пресуди. Инаку во пресудите се однесува во условите за добивање на лиценцата, кои се наведува дека најмалку 30 кредити од според европскиот систем, значи ЕКТС, тој не ги имал тие во почеток кога го земал согласно некои други одредби од постариот закон, не се водило сметка, додека со измената на законот се барање 300 кредити, што тој не ги поседувал, па затоа и не му продолжиле. Во документацијата што ја доставил, фактички тој ни достави дека се обратил и до Судскиот совет на РСМ, кој исто така му потврдиле дека фактички судовите одлучиле законски и дека нема можности да се променат никакви овие пресудиве. Инаку, според сето тоа гледано, се гледа дека лицето, подносителот, ги искористил сите правни лекови за судска заштита, каде што никој од тие не му дава за право од тоа што тој бара. Така да предлагам предметот да се отфрли заради тоа што не баравме никакви други документи, од сите документи и побарани и потребните информации ги има веќе доставено, така да немаме елементи за нејзино надлежно постапување и предлагам предметот да се отфрла. Добро, предлогот на Шемси го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е прифатен. Горан? Предмет 3159. Анонимна пријава е. Во пријавата наводите се за сомневање за незаконитост и недоследност во примена на принципот на правична застапеност во определување на член во првостепена и второстепена комисија за боледување при Фондот за здравствено осигурување подречни единица Куманово. При проверка на наводите на пријавата се констатира дека немаме елементи за понатамошно постапување, бидејќи наводите не се потврдени, односно дека при формирање на комисиите почитувани се одредбите од Законот за здравствена заштита. И поради тоа сметам дека нема елементи за понатамошна наша постапка и предлагам да се запре постапката, бидејќи нема елементи за понатамошно постапување. Предлогот го ставам на гласање. Совче гледам се вратил. Океј. Кој е за? Добро. Констатирам дека предлогот е усвоен. Нури, имаш ти сега уште предмети или како? Не, за ова завршив со реферирам. Добро, јас исто. Ајде, Кате? Ја имам. Добро. Ќе идеме кругот до како ќе има време, така. Ајде, Кате. Ајде. Момент само. Ова е предмет 09-2862. Предметот е поднесен пријавата е поднесена одамна, анонимна е. Меѓутоа, доставена е, се однесува за оглас, јавен оглас, објавен во ЕСМ, поранешен ЕЛЕМ. Се наведува за вработување на лица за кои што ние веќе минатата година постапувавме и водевме предмети и врз основа на нашите постапки директорите се разрешени на тие акционерски друштва. Така што било што да правиме по овој предмет ние веќе немаме
ниту основни. Значи направено е лицето, одговорното лице е веќе променето, така? Ето. Така да ефектите се тие. Така што предлагам пријавата да се отфрли. Ќе почекаме председателка да заврши. Значи, кате предлагаш да се затвори? Бидејќи Затоа што раководните лица се променети, нема што повеќе. така има ефекти од нашето постапување. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истиот е усвоен. Ајде, Совча, на време се врати. Да. Имам уште еден предмет од групата која се однесува на нашето постапување за следење на имотната состојба. Имено добиена една представка анонимна. Се сеќавате и на колегиум ја гледате, значи 3 реда во која што некој вика да се провери градоначалникот на Ранковце, бидејќи има не знам каков уште капитал, има да нејасно, прво и со ракопис како што е напишано, значи демек да видите може да тој имот што го поседува дека му е на коруптивен начин стекнат. Значи ние и порано и сега уште еднаш ќе го потврдиме ставот дека вака доставени пријави од граѓани кои што се само паушални без ама апсолутно никаква допирна точка, односно некаков навод конкретен дека станува збор за некаков имот кој го има па него пријавил или има сомневање дека имаат некакви елементи и докази дека конкретен имот или нешто друго е стекнато на коруптивен начин, би било елемент за постапување. Имајќи предвид дека во оваа пријава нема никакви, буквално никакви наводи, само е паушално искажано, проверете го имотот на градоначалникот, ние ќе ја отфрлиме, бидејќи немаме елементи. Предлагам да ја отфрлиме, бидејќи немаме елементи за натамошно постапување. Бидејќи е јавна седницата, можам само уште тоа да го кажам, дека граѓаните доколку навистина имаат некакви докази, тоа нека го сторат на таков начин да ни дадат можност да постапуваме вака, сигурно не можеме да постапиме. Предлагам да се отфрли како таква. Предлогот го ставам на гласање. Констатирам усвоен. Владо, ти си наред. Немам јас во моментов. Добро. Шемси? Да. Значи предмет 12 223 71. Предметот е од познат подносител од Битола, кој се жали за постапките во општина Битола и за одуговлекување на неговиот предмет од страна на вработени лица во истата општина. Инаку се работи за еден детален урбанистички план во блок 4 од општина Битола, каде што подносителот има свој имот и во кој сакал да изгради бензинска пумпа, во која подрачје не било нацртано ни во генералниот, ни во деталниот урбанистички план. Тој, иначе, постапките се започнати од 2003 година, кога тој по прв пат се обратил до градоначалникот на општината и до Советот на општина Битола, каде што барал да изврши сам деталниот урбанистички план, каде што ќе предвиди и бензинската пумпа. Усмено тие наводно спрема наводите му дозволиле, но во тие постапки, након што тој го извршил,
Советот не го прифатил тоа и тој се жалел неколку пати на тоа, барал можности да му се одобри, но било како било, од сите тие постапки што се водени, има и жалби до управните судови, тој се жали до Министерство за транспорт и врски на секаде, барал начин како да му прифата тоа. Но поголемиот дел од жалбата, значи тоа се жалби за молчење на администрацијата, ненавремено доставување до Советот и така натака. Така да тој поднел, значи заради молчење администрација покрена и управен спор во кој во предметот и постапката по број 686 од 2011 година до управниот суд донесено е решение, значи од управниот суд фактички донесено решение во 13 година со кое тужбата на тужител се отфрла, а по вложената жалба на ово решение Висшиот управен суд, одбивајќи ја жалбата со свое решение, го потврдило решението на управниот суд. Исто така во период од 2013 до 2015 година се гледа дека постапките се од 2003 па се уште се повлекуваат. До 2015 година предметниот случај подносител го пријавил и во јавното обвинителство, поднел кривична пријава против службените лица, каде што и јавното обвинителство исто така го отфрлило дека неосновано е поднесување на кривичната пријава. Така да согласно сите работи што се доставени тука, значи ние не баравме дополнителни информации заради тоа што во самата постапка ни ги има доставено сите потребни информации. Но се гледа дека ние ненадлежни сме за постапување по овој предмет, постапиле другите органи, така да предлагам предметот да се отфрла и архивира. Пред да повикам да гласаме за овој предлог, сакам да укажам уште еднашка на слабостите кои што постојат во процесот на процесот на донесување на детални урбанистички планови. Значи нема зошто собственик да бара да му се уцрта нешто во планот. Значи општината е таа што го креира планот според стандарди. Не може сега на некој му текнало бензинска пумпа да гради таму и се општината треба да му уцрта. Вакви примери се мал милион и се сретнуваат секаде во сите општини, каде што одредени сопственици на парцели барат, нацртете ми сега вие мене, јас сакам ова да правам. Значи тоа е апсурд. Таа пракса треба да се искорени и да се овозможи плановите да се изработуваат во согласно со стандарди и во согласно со генералните урбанистички планови. Заради тоа што стандардите и условите за живот ни се сериозно загрозени. Тоа е една појава и зборуваме од искуството од општина, од каде што доаѓам, но и другите општини што ги имаме слушнато. Значи тоа е една појава каде што одредени лица, физички лица, сопственици на одредена парцела барат да извршат сами на свој трошок деталните урбанистички планови за тој дел, како би вклопиле тоа што тие посакуваат, не водејќи сметка дали во генералниот план е предвидено такво нешто или дали има влијание врз животната средина, зависно од тоа што се гради. Во конкретниот случај имаме бензинска пумпа, што стварно треба да има и елаборати за влијанието врз животна средина и сите други потребни работи што се таму. Токму овој ризик го укажавме и на општина Центар, дека постои сериозен коруптивен ризик сопствениците на земјиштето да побарат од планерот да им нацрта тоа што треба, а тој ќе црта за општината за 1 денар метар квадратен. Тие се тие релации што постојат во државата, што треба да ги снема. По секој случај, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Горан? 773 од корупција. Пријавата од непознат подносител.
Во пријавата се укажува за наводи на сомневање за незаконски действија на директор на едно основно училиште од село од општина Битола за распоредување на наставници од едно училиште во друго и прераспределување на вработени од едно работно место во друго. По проверка на наводите од Државниот просветен инспекторат не известија дека не нашле неправилности при прераспределувањето и дека истите имале соодветно образование за работните места. Поради тоа предлагам да се запре постапката, бидејќи немаме елементи за понатамошно постапување, поради тоа што наводите во пријавата не се потврдени. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Пред да преминеме на следниот круг, 5 минути пауза.
спречите сите наоди за непотизам, сакаме да ви испратиме листа на функционери на ДПМНЕ од Битола, кои си ги вработија своите најблиски за време на нивното владење, а до ден денес не е покрената ниту една постапка против нив. Како и да е, пред 3 години се смени власта, се смени гарнитурата на владење не само во Битола и во Република Македонија. Знаеме од искуството што го имавме во спроведување на предметите дека постапувањата наши по вработување од минати години немаше ефект затоа што позитивната законска регулатива вели ако не се превземени мерки и активности во рок од 1 година од утврдување на неправилноста на невработувањето, на самото вработување, не може да се преземат мерки за санкционирање или поништување на постапка и така натаму. Бидејќи ова се работи за вработување, претпоставувам пред 2017 година, сметам дека наше натамошно ангажирање и вклучување во било какво истражување и постапка ќе биде залудно за трошење на човечки ресурси и пари. Така што предлагам оваа пријава да се отфрли. Предлогот, Пред да се отфрли. Да не се создава впечаток дека ние се бавиме сето тоа што е во тек и не се бавиме во минатото, држи образложение, но ево јавно ќе кажам дека секој од политичките партии и владини гарнитури да води сметка за своите постапки, за своите пропусти, бидејќи денеска го слушаме оној обичниот фолклор, додека се на власт не водат грижа, а потоа само ги критикуваат другите. Затоа тие действија што не можат да се превземат, не значи дека појавата не продолжува. За да се поправиме, секој само критички да гледа на своето, кога ги критикува другите, а овие што веќе се актуелни да пазат истите работи, истите постапки. Така, да. Добра критика е само критика. Да, мислам дека заборев да кажам кој број предмети е. 92577. Добро. Да, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предметот е затворен. Совче. Благодарам, председателка. Како и да е, плејадата на пријави врзани со вработувањата постојано е на горната линија на примените предмети во Државната комисија, така да и овој предмет што сега сакам да го презентирам е од таа група број 12 5180 и за жал, и содржината е многу слична како и сите досега што се врзани со вработувања во јавниот сектор од непознат подносител, група на загрижени, како што се подпишале, пријавуваат можна, значи, пријавата се однесува на оглас кој што е во тек. И апсолутно нема елементи кои што укажуваат на тоа дека нешто се случува во моментот, нити можело. Нема дополнување на пријавата подосна дека во самиот оглас нешто се случило, односно дека има прекршување на процедурите и така натаму, но повторно ни излегува на површина, како и во многу други пријави од граѓаните врзани со вработувањата, дека еве на овој оглас ќе се пријават тие што се веќе ангажирани со времени вработувања со преку агенција за приватните агенции за вработување, дека тие ќе бидат во предност и така натаму. Точно е, сето тоа ние сме го констатирале и постојано веќе, посебно председателка во сите можни случаи, прилики кога има таква можност го нагласува сериозната мана на системот и неправедноста кога станува збор за тие што се вработуваат преку агенциите за привремено вработување и дека тие секако ја стекнуваат предноста фактички, формално не, но фактички ја стекнуваат. Значи, и за овој предмет
не можеме ништо да направиме бидејќи е поднесен во тек на траењето на постапката со претпоставки дека ќе се вработат луѓето што веќе биле ангажирани. Оттаму предлагам да се отфрли, бидејќи немавме ни и на кого да се обратиме, да ни достават нешто дополнително, но останува постојано да го нагласуваме она што е една од препораките, нели, нашата стратегија, дека треба да престанат да прашам дали е посочена институцијата можеби? Да, посочена е, но немаше никакви други елементи. Значи не станува збор дека можеше нешто да се добие. Очекував дека тие, бидејќи се така група, како се подпишале, дека ќе дадат нешто после група граѓани. Уште еден апел да поддадеме на подносителите на пријави да ни доставуваат комплетни пријави со минимум елементи. Да имаме минимум елементи, ние во многу предмети покажавме дека и со минимум елементи можеме да дојдеме до сознанија пошироки кои што па ни даваат можност да постапиме согласно надлежностите. Вака е, навистина, не сме во состојба да го направиме тоа. Така, предлагам да се отфрли. Добро. Океј, ајде, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Владо, мислам дека рече нема, така? Да, нема веќе. Добро. Шемси? Да, имам уште. Алат. Значи се работи за предмет 1290. Инаку пријавителот е познат. Пријавата ја достави за незадоволството извршен избор на кандидати за вработување и сомневање за прекршување на постапката за вработување во Дом на култура Димитар Беровски од Берово. Иако во тој оглас имало и други работни места за кои се барало да се вработуваат лица, инаку конкретно се работи за работно место кустос во таа институција, каде што подносителката во самата селекција спрема незините наводи е одстранета заради тоа што таа немало комплетирано сите побарени документи од условите за конкурсот кои што се барани, односно се однесува конкретно за лекарското уверение која не е прифатена заради тоа што е од општ лекар, не од лекар по трутова медицина. Заради проверка на водите и информациите, ние се обративме до Домот на култура Димитар Беровски, каде што баравме информации за спроведената постапка за вработување по тој јавен оглас, каде што тие ни доставува следното. За спроведување на постапката за вработување, директорката на установата со решение формира комисија, согласно одредбите од членот 77 од Законот за култура и членот 6 од правилникот за постапката за пополнување работно место за вработување во дејности од областите на културата. Инаку, само да подсетувам дека можеби спрема целина на работиве, единствена, можеби една од единствените институции која што ги има со правилник одредено сите постапки при вработувањето, од самата селекција до интервјуто, каде што и интервјуто се има докази со записник, со бодирање, со сите нишани. Значи, во огласот наведуваат понатака дека се пријавиле 4 кандидати, кој еден од тие кандидати по собствена иницијатива ги повелка документиве, другите продолжиле со тоа. Во самата селекција, значи, во првата фаза на селекција, подносителката на пријавата е од страна заради неисполнување тој условот од лекарското уверение и така да продолжиле останатите кандидати
во самата документација видно се гледа дека сите постапки се со бодирање, со ранг листа, значи е направена ранг листа на кандидатите, има и записникот, интервјуто за кандидатите, каде што во записникот точно се наведени кои прашања, какви прашања се поставени и како се бодирани. И од конечната листа, од конечната ранг листа, видно се гледа дека лицето што е избрано во тоа работно место имала најголем број бодови, значи од останатите два кандидати што останале во понатамошната постапка, има 86 бодови, второ рангираната имаше 2,5, значи се гледа дека избран е најдобриот кандидат, додека од другата страна ни доставиле и лекарското уверење од лицето што е вработено, значи тука се гледа дека лекарското уверење од лекарско уверење пишува за општа здравствена способност за засновање на работен однос од медицина за труд, така да по сето тоа доставените информации и разгледувањето од нашата страна се гледа дека наводите не се потврдени и предлагам предметот да се затвара и архивира. Предлогот го... Ајде, повели Нури. Веќе го имавме и минатата седмица. Ве молам, ова мора да се расчисти. Овде грубо се крши законот за работни односи. Ова е навистина необјасниво како никој не води сметка што е точно наведено. Лекарското уверење или доказот за докажување на здравствена способност не може да се бара ни при склучување на договор, камоли како услов на објавениот оглас. Се коси со законот за здравје при работа. Како е можно никој да не го објасни? Јас кога се работеше на овие закони сум му кажувал, но изгледа малку е тоа, бидејќи другите го поминуваат така. Ако ние вршиме систематски преглед и тоа е натовар на работодавачот, што е ова? Како може пример, замислите за едно работно место, имаме случај кога конкурират 50-60 кандидати и некој невработен секој пат на огласи да плаќа минимум 1500-2000 денари, колку изнесува сега едно такво лекарско уверење, и тоа се дава без да се почитува посебен доказ. Имаме случаи така кога ги дават без да ги вршат тие соодветни или потребни анализи. Овде мора да повикуваме еднаш за секогаш да се стави како услов докажување на здравствена способност, но по одлука на избор до донесување на решение за распоредување. Треба едноставно работодавачот на свој товар да го прати на систематски преглед на специјализирана ординација. Веќе има лиценцирани и листа на такви здравствени организации кои се на веб страната на Министерството за здравство. И тек тогаш, ако има такви проблеми, тогаш не се склучува договорот, но се бира другиот, ако има друг кандидат на ранг листата, ако не треба да се повтори оглас. Ова мора еднаш за секогаш да се расчисти. Значи сега во конкретниот случај... Конкретниот, ево прекршен е законот. Па затоа велам. Јас само нешто да додавам. Значи јас се сложувам со колегата Нури во врска со тоа дека тоа треба така да биде, заради тоа што кандидатите се поврзуваат на безпотребни трошкови, а од другата страна не се знае дали ќе бидат примени. Но во конкретниот случај имаме точно во огласот се наведени условите што треба да се достават. Значи, со пријавата за интересираните кандидати задолжително треба да ја достават следната документација. Меѓу другите документи е и лекарско уверење за општа здравствена способност како општ услов заснован на работен однос, потпишано од доктор на медицина специјалист
по медицина на труд, издадено од здравствената организација од примарната здравствена заштита која врши дејност медицина за труд. Значи, точно е наведено што и децидно, значи, задолжително, така да во конкретниот случај така е наведено и така е постапено. Но држи тоа крши законот, тоа сакам да кажам. Значи, согласно законот и тие препораките така е постапено, така да немаме тука што да не се потврди на води во конкретен случај. Но држи тоа за воопшто понатака во огласите да не се бара тоа, туку накнадно да се направи. Јас не сум за воопшто понатака, ја мислам дека и во овој случај, бидејќи тој подзаконски акт не е во согласно со законот, како што кажува Нури, дека треба тоа да им се укаже. И на тој начин, можеби тоа е мала финта да се врши дискриминација на него. Председател, не, ама не е тоа, не е за дискриминација. Без оглед дека е дадено од лекарот областа на медицина на трудот, можеби не е овластен сега, да не се пуштиме. Овој предмет ништо не се разликува по другите досега. Овој треба да се, значи постапката да се запира и како појава да се укаже дека може да се стави како услов и објаснување дека ќе се докаже по одлуката за избор. Така е во Законот за работните односи. Така и во Законот за... Значи, јас не сум да не се затвори предметот, него сакам да кажам да им пратиме укажување на таа институција дека тој подзаконски акт треба да се го согласат со закон. Тоа... Ама не е тоа. На секаде го имаш. Дефектот е во Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници. Е ставен како услов, никакво објаснување нема дека треба да се почитува Законот за работни односи. Тоа ние треба да го средиме. Значи, дали во новиот закон, што се подготвува за јавни службеници, Јас го кажав, само сега не знам дали е прифатено, но да се договориме додека не поминал, бидејќи постапката е исто како за нашата национална стратегија, што не е донесено, си влегува повторно во постапка, согласно деловникот за работа на Собранието, и веќе имавме контакт со државниот советник Билјана Жагар, само време е во прашање уште еднаш да го прегледаме дали е опфатено сето тоа што го сработевме и ние и другите чинители, поготово колешката Катица даде многу голем придонес во. Добро, значи да водиме сметка тогаш да влезат овие пошто не се работи само за овој закон, туку или за ово вработување во оваа институција, туку во сите институции тоа истото се бара. Доволно е во Законот за вработените во јавниот сектор да се тогаш ќе важи за сите. Добро. И уште еднаш се потврдува во законодавниот процес неконзистентност во носењето на законите. Значи се носи измена на еден закон, не се води грижа за согласеност со одредбите на другите закони. Значи тоа е една мана што сме ја констатирале ние и треба да некој да почне да слуша. Водете грижа, мора да се конзистентни законите меѓу себе. Колку пати ова совче водете грижа? Водиме грижа многу, но пак се повторува. Ама не е тоа ние да водиме грижа, тие што гласаат и што ги... Тие што гласаат. Тие треба да водат грижа што гласаат. Добро. Треба не секојаш да им посочиме на тоа. Наше да кажеме. Океј, предлогот го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Идеме понатаму. Кате имаш? Извини Горан. Леле, сори. Јас се извинувам процедурално. Може ли јас да бидам пред Горан? Имам уште еден предмет само. Пошто имам во другата канцеларија интервју закажано, да не чекаат новинари. Ајде. Фала. Ова е... Молам? Ко да знаев ја. Предмет број 09 1236. Предметот е отворен врз основа на преставка поднесена од политичка партија. Преставката е примена во време на изборен процес 24 февруари оваа година. Меѓутоа се укажува на вработување кое што се случило пред распишување на изборите.
не се потенцира за неправилност во вработување, него се нагласува постоење на судирни интереси на одговорно лице на едно основно училиште, која што не издействувала, него вработила братучет на сопругот. Значи, тука се доведува во прашање постоење на судирни интереси на одговорното лице и согласно нашиот закон, член 74, каде се вели дека службеното лице кој учествува или одлучува во постапка за избор, именување или вработување или е вклучена како член на тело што спроведува таква постапка, должно да го извести раководното лице во органот, институцијата каде што работи за постоење судирни интереси или да се изземе од постапката за избор на лице и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ние тука мораме да се поврземе и со член 8, каде што е дефинирано што значи поимот блиско лице, каде што вели дека под блиски лица се подразбираат лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична линија до 4 степен, роднините по сватовство до 2 степен, како и секое физичко или правно лице со кое службеното лице има финансиски интерес. Значи, поаѓајќи ние од овие две дефиниции, од овие две начала во нашиот закон, се обидовме да го утврдиме дали преставката е во ред основана или не. И тоа што утврдивме прва братучеда на сопругот не спаѓа во роднини, блиски лица, роднини од по крв во права линија и во странична линија во 4 степен. Ова го имавме во предвид мислењето што го имаме од правен факултет од катедрата за семејно право, каде што се дава дефиниција кои лица учествуваат во роднини од прв и втор степен, па веќе прочитам. Таткото и мајката се роднини во прв степен на сродство во права линија, со синот и ќерката, нели се претпоставува дека се службени лица. Дедото и бабата се во втор степен на сродство во права линија, прадедото и прабабата се во трет степен на сродство во права линија со правнуците и така натаму. Во странична линија, по крвно сродство, значи, братот и сестрата се во втор степен на сродство. Чичкото, тетката и вујкото се во трет степен на сродство со децата на нивните браќа и сестри. Првите братучеди се во четврт степен на сродство во странична линија, вторите братучеди се во 6 степен и така натаму. Што значи дека овде воопшто не се доведува до прашање сопруг на прв или втор братуче, затоа што тие не се сметаат за блиски лица по крвно сродство. Од таа причина, со советникот кој што го работевме предметот, утврдивме дека не постои судирни интереси кај ова одговорно лице, затоа што се работи за вработување на лице кое што не е во крвно сродство, ниту по втор, трет, четврт степен, како што е наведено во законот. Не се поднесени барања, нема поднесено превземено никаква активност од наша страна, значи сето ова е врз основа само на законски норми, така што представката се отворила, предметот се затвора. Предлогот го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Јас ве напуштам. Ајде, чао, Кате, продолжи горе. Чао. 57-55 предмет. Пријавата е од познат по судир или по корупција? Корупција. Познат подносител. Во пријавата се укажува за наводи за незаконитости сторени од тројца суди на апелациониот суд во Битола во судска постапка и донеле незаконита пресуда. Бидејќи не е наша надлежност, се обратиме до судскиот совет. Судскиот совет не информира дека во конкретниот случај постапиле, дека во рамките на своите законски надлежности ја утврдиле фактичката состојба, при што не констатирал нестручно и несовесно постапување од страна на судиите во овој случај
и за своите констатации го известил и подносителот на пријавата. Па поради тоа предлагам предметов да се запре, бидејќи немаме елементи за понатамошно постапување, односно не се потврдени и нема елементи за наше постапување, бидејќи постапил веќе друг орган. Добро. Затоа предлагам постапка да се запре. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Совче, ти си наред. Да, благодарам. Сега една мала серија од предмети од секторот за спречување на корупцијата. Предметот е број 12 36 35, познат подносител и како да кажам, дали да уште еднаш да го коментирам, дали да се радуваме дека граѓаните во нас гледаат единствената институција тргнувајќи од фактот дека е изгубена довербата во многу други институции, или да не речам да не се радуваме затоа што е вака доставена, се сеќавате и на колегиум, во село Бани се гради недозволено, дојдете да видите на лице место. Но, бидејќи од ова ништо не може да се констатира, оставил број на телефон, дури и адреса, и ние во намерата, ајде на вистина може би има таму нешто што се случува, сме се обратиле до подносителот, бидејќи дал и адресни податоци, и тоа сме го направиле на почетокот на годината, сме почекале, не доставил никакво дополнување, никакво објаснување. Оттаму предлагам дека апсолутно од податоците што се во самата пријава, дека нема ништо што може, и се недоволни и непрецизни, така да, иако сме направиле напор да допиеме дополнителни податоци, не сме го добиле тоа од подносителот. Оттаму предлагам да се запре постапувањето, бидејќи сме презеле едно действие, не сме добиле никакви дополнувања и оттаму не ни можеме да преземеме било кое действие. Може би треба да размислиме некако да направиме некое видео со како еден вид обука на граѓаните што треба да им содржи пријавата, може во таа начин насока треба некоја едукација да се направи. Вака јуни се надеваат, мислат дека дале пријава, ние Не согласувам. Знаете што ние сме размислувале на таа тема да поставиме еден како образец на нашата веб страница и точно тој да се промовира, кој што би бил како помош на граѓаните кои сакаат да поднесат своја пријава. Не задолжително, се разбира, не може да ги врземе на тој образец, но барем во тој образец да бидат наведени графи, односно полиња, што треба да содржи пријавата, кој минимум податоци, да речеме, како една вид, значи, водич како да се поднесе пријава. Се разбира, не да биде задолжителен, бидејќи нити ние смееме да даваме таков образец задолжителен за пријавување, но мислам дека би било од корист на граѓаните од аспект на тоа што да содржи, со цел да ние имаме што повеќе елементи за постапување. Се согласувам, треба да го размислиме ова и да се ефектуира, мислам да не ни остане само како идеја. Не, затоа што ако ги сублимираме во годишните извештаи и вака подлабинска анализа кога правиме, навистина имаме голем број на пријави од граѓаните кои што се апсолутно не потребливи елемент, а се трошат сите ресурси. Тоа е предмет кој ќе влезе, треба да помине со целата администрација што треба да помине, се трошат ресурсите, а ефекти нема. И, конечно, јавноста кога не следи, кога ќе вчера, мислам дека го имавме коментарот, затворавте, отврлавте. Ма колку од тие се со елементи кои што на вистина не се во наша надлежност, а не можеме секогаш да ја убедиме јавноста вака, преку следењето на нашите седници, дека на вистина дека суштината е во тоа, дека кога немаме елементи, неблагодарно е, односно нерационално и несовесно е да се трошат ресурси, а ефект да не може да се постигне. Добро, предлогот го ставам на гласање. Кој е за?
Констатирам дека предлогот е усвоен. Шемси, имаш предмети уште или? Имам уште еден. Имам. Ајде. Тие предмети по имотна, каде што лицата, функционерите не доставиле на време анкетен лист за престанок на нивниот мандат. Конкретно се работи за лицето Ферид Мухич како пратеник, на кого му престанал мандатот за пратеник и кој на време не доставил анкетен лист за престанок. И ние му изрековме и му пишавме еден прекршочен налог кој тој истото го платил и така да како доказ ни доставил и уплатница дека е уплатено. Значи прекршокот, предметот треба да се затвара, но од другата страна тоа што и Совка на почетокот рече дека не знам дали службите провериле дали накнадно доставил за престанок. Тоа ќе го провериме, но од другата страна предметот да се затвара и немаме што друго да постапуваме по овој предмет. Платен е прекршокот, значи навремено е платен и така да. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Коран, имаш ти? Имам јас уште неколку тие. 3980. Извинете, И ова е корупција. Извини малце. Реферирани на Да. Што се на колегиумот, на колегиум уште 4 имам ги рефериравме на колегиум. 2-3 имаме прибавено. Не сите се овие реферирани. Јас Да. За 2-3 прибавени одговори, 2-3 да од тотал анонимни, да. Од колегиумот. Ништо друго не се. Океј. 3980. Пријавата од познат подносител и во пријавата се укажува за наводи за сомневање за сторени незаконитости во постапка за денационализација на недвижен имот во Скопската општина Центар. Во насока на утврдување на фактичката состојба, ние е побаравме целокупната документација од управата за имотно-правни работи во Центар, да не достава целокупната информација. Дали е донесена конечна одлука или било кој што друго е преземено и да ни достават копија од целокупната документација. Ни беше доставена целокупната документација и од документацијава што не има доставено, се гледа дека постапката по барањето за денационализација е правосилно завршена и со оглед дека биле искористени сите правни средства од подносителот, овој предмет бил архивиран во архивата на Оделението за имотно-правни работи во Центар. Врз вака фактичката состојба, констатирано е дека постапил надлежен орган, согласно своите законски надлежности, ја утврдил фактичката состојба и биле искористени сите правни средства што и биле на располагање на подносителот со цел заштита и остварување на своите имотни права. Затоа предлагам постапката да се запре, бидејќи наводите не се потврдени и немаме елементи за понатамошно постапување. И предметот да се затвори. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Совче. Еве да заокружам, иако имам уште доста предмети, да ја заокружам со два предмети исто така од сферата на корупцијата, кои што се многу слични на претходните, за кои што коментирав дека не ги трошат нашите ресурси, а не можеме ништо да направиме. Предметот број 12 1951. Тој е од познат подносител од Ресен, кој што се доктор во пензија, кој што изразила незадоволство од функционирањето на Сдружение на граѓани од областа на здравството во неговата општина,
тука се гледа некое недоразбирање, веројатно во редовите на Сдруженијето. Тој се сомнел во финансиското работење на Сдруженијето, се обратил до Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи постапила и го известила дека ќе си постапува, но дека не е обврзан него да му дава одговор за тоа што ќе го најде. Значи, постапил надлежниот орган до каде што тој ги изнел своите сомневања за можеби некое незаконско работење на Сдруженијето на граѓаните од областа на здравството. И тука наводите дека тој не е задоволен, него викаат на состаноци и така натаму. Во секој случај нешто што не може да биде во сферата на надлежното постапување на нашата институција. Тоа што тој се обратил до Управата за јавни приходи по делот да можни некакви злоупотреби или нерегуларности во работењето на Сдруженијето, има доказ дека управата го постапила, дека презела активности, така да оттаму предлагам дека бидејќи во самите негови дописи тоа сето е дадено на знаење, предлагам да го отфрлиме, бидејќи не сме имале потреба ние да побараме дополнителни објаснувања по конкретните наводи од лицето кое што ни се обраќа со вакви наводи. Затоа Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. Што имаш ти? Имам јас уште еден кој е од слична провиниенција, да кажам, од она што пред малку го кажав, добиена представка по мејл од познат подносител, кој што на така, како да ја кажам, не сакам да употребам зборови кои што би доликувале на пријавата, се жали наводно на однесување на полициски службеници во долг период од 2005 до 2014. Меѓу другото, како го на некоја свадба, нешто што се случило, па го повикале, па тој некоја женска ја наводно ја малтретирал, па тие го повикале на разговор и такви наводи, мислам, кои што дури и не се вредни за помен во конкретнава ситуација. Не се одржи никакви елементи во смисла на тоа дека има конкретна ситуација, на некакво прекорачување на овластување на службени лица, само, пак ќе речам, наведени имиња, кои што ништо не знаат, една конфузна пријава, што ништо не дава за елементи за наше постапување. Исто така предлагам да се отфрли, бидејќи нема основи за наше постапување. И овој предлог го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. Кој беше бројовка? Аз се извинувам, бројот беше 12 1872. И по... Ја имам. Не, Шемси, имаш или немаш? Не, немам јас. Ајде, Горан, уште ти. Толку беа реферирани. Другото ќе видиме за Добро. Имам ја уште реферирам. Ај нека каже Горан уште еден предмет, да оставиме простор за прашања и толку за денеска. 52-65 корупција. Пријавата од познат подносител и пријавата се однесува за сомневање за сторени незаконитости во постапка за разрешување на ВД директор на специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични алергични заболувања од ОТШ-во. До комисијата од управниот инспекторат доставена е пријава со иста содржина и тој предмет е споен со овој предмет. Во пријавата е на причините за незино разрешување, бидејќи во законскиот утврден рок не ја спровела постапката за именување на редовен директор, објавен на конкурс. ВД директорката што е разрешена, значи побела и управен спор по случајот и Министерството за здравство постапило и ја
разрешило од ВД директор. По проверка на документацијата и доставувањето на целокупната документација од Министерството за здравство, министерот за здравство, бидејќи бил прекршен членот 107 став 2 од Законот за здравствена заштита, ја разрешил директорката од вршител на должност пред истекот на времето за кој била именувана. По проверката на сите овие наводи на целокупната документација се констатира дека во конкретни случај постапил надлежен орган во рамките на своите законски надлежности, ја утврдил фактичката состојба и донел одлука согласно закон. Поради тоа нема елементи за понатамошно постапување на комисијата и предлагам да се запре постапката и предметот да се затвори. Пак би ке искоментираме за директориве, значи се... Пак е исто. 4 пати е поставена за законски за ВД, но кога било последниот пат поставена за ВД, не го распишала конкурсот за редовно вработување и Министерството сметало дека ја повредила постапката, но и овој случај за ВД директорите веќе видено. Океј, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Сега оставаме простор ако има прашање од новинарите, случајно. Вчера се испуца, сега други работи имате тука. Добро, сега наше е да оставиме простор, да бидат запазени сите процедури. Добре, ја мислам, завршивме за денеска, така? Или? Ако може, имам јас, што ги реферирани на колегиум се 4. Па ајде, имаш време, уште малку. Па, уште малку ќе виде. Значи, едниот предмет 36-26 од корупција. Во овој предмет е што ни е доставен од пријавата, повеќе има многу револт, има напишано многу навредливи зборови и на етничка националност, а нема ништо наведено конкретни наводи за предметот. Односно, предметот се однесува за вработена на раковото место во урбанизам во една општина, го злоупотребила своето работно место и својата националност и на жителите од околните села им давала лист со податоци за да уплатуваат парични средства за нејзина сметка. Во пријава нема ништо наведено и затоа предлагам да се отврли пријавата, но другиве наводи во пријавава да ги доставиме до Министерството за внатрешни работи и Министерството за внатрешни работи да ги провери наводите дали имало наводно исплаќање на парични нелегални средства. И затоа предлагам предметов да го отфрлиме, но и да го доставиме до Министерството за внатрешни работи за понатамошно постапување. Добро, предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ова е 2749 корупција. Во оваа пријава е за наводни неправилности за вработување во јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура, демек за сознание за синот на помошен директор, демек да се вработи. Во пријава не беше наведено ништо. Ние побаравме дополнително од подносителов на мејлот и не добивме ништо повратно. Имајќи предвид дека ваков случај имаше колегата Нури, каде што таму и постапивме, предлагам и овој предмет да се отфрли, бидејќи пријавава е анонимна и немаме дополнително елементи за понатамошно постапување. Само да ве подсетам. За твојот тој што беше за оглас. Да, се сеќавате, таму имаше 3 огласи објавени. Еден се затекна за време на избори,
И значи постапката ставена во мирување, но продолжиле и со закаснување не ги спроведувале постапките за ставање во мирување на време. И ова надлежност веќе му се препишува на Државната изборна комисија. Така имаше и ми се чини уште еден таков случај или повеќе и се обративме до Државната изборна комисија и се уште нема одговор од нив. Дали ќе постапуваат, бидејќи и како што јавно слушнавме или се прогласија како ненадлежни, а навистина во нивниот закон, значи во законот е наведено дека за овие случаи е надлежна Државната изборна комисија. И ова е тема која треба да се расчисти, дали ќе постапуваат или ќе го избришат како надлежност нивна или што ќе се случи, не знам. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Предметот 2272, корупција. И ова е анонимна, од загрижени вработени. Во пријава е само наведено дека Кумановскиот градоначалник давал овластување со напредени позиции за време на избори, што е спротивно изборниот закон. Значи, во него нема наведено ништо. Ни за кое вработување. Ајде ние рандом проверка побарав дали има во агенцијата за администрација, како по-добри места, и има само едно напредување. И сметам дека пријава треба да се отфрли. Наводите во пријавава не се потврдени и предметот да се запре. Имајќи го предвид дека имаме побаран. Инаку ова е класична анонимна пријава од други побуди, а не од некои стварно конкретни работи и за конкретна злоупотреба. Предлогот го гласање. Кој е за? Уште еден. Чекај, дури не гласаше ти? Добро. И ова не е наша надлежност, али 42/1. Не е наша надлежност, но ние како ќе ги проверуваме сите пријави. О корупција исто. Ора е ова. Да, корупција. И ова е за царински долг. Во пријавата се укажува за сомневање на законитости при утврдување на царински долг. Дека на граѓанин му било наплатено повеќе него што му следело. При проверка на документацијата од Царинската управа стварно имаат дадено целосна информација, може да констатираме дека постапката треба да се запре, бидејќи возилото увезено кој било пред неколку години биле платени царински давачки, пошто лицето дополнително добива опомена за неплатен царински долг, а потоа решението за присилна наплата, пошто целосно е блокирана сметката на лицето. При проверка на сите овие наводи, со советникот заклучивме дека нема елементи за наше понатамошно постапување, бидејќи не се потврдени наводите од пријавата, а царина си постапила, имат и докази како што треба. И затоа предлагам да се запре постапката по овој предмет, и бидејќи не се потврдени наводите во пријавата. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Толку што реферира. Толку? Добро, председателка, јас имам исто од поминати од колегиум, но се исцрпевме за денес, ќе останам за другата седница. Добро. Со тоа денешнава седница е затворена. Односно 41-та седница е затворена. Ајде, чао. Пријатно.